Да, време е за оброкот на денот, како и што најавив. Денеска во кујната ќе подготвуваме нешто посно, а со тоа ќе го најавиме и она кое ни следува веќе од утре, стартот на божикните пости, кои што траат 40 дена. За сите оние кои што постат и кои што постале поточно и во изминатите денови или ги практикувале божикните пости, веќе веројатно со добар план и подготвени како тоа правилно да го направат, но за оние кои што сакаат оваа година за прв пат да се обидат и да ги истераат сите 40 дена или да ги испрактикуваат божикниот пост, добро е малку повеќе да се информираме како на правилен начин тоа да го направиме, а истовремено да понудиме и еден едноставен рецепт ова утро во кујната заедно со Бојка Динева Јовановска, нутриционистка, веќе со утренска на телма и во минатите сезони повеќе дружби, различни рецепти и разговори, но секогаш со нешто ново и интересно за нашите гледачи. Бојка, добро утро, добро ни дојде. Добро утро. Ало ти на поканата, не сме се виделе одамна. Не сме се виделе, да. Се радувам што доаѓам баш за тема која што е многу кај народот позната, божикните пости. Ќе кажеме некои убави совети, ќе покажеме убав рецепт, ќе кажеме ете така некој што сака да си запише на брзински некој рецепт како здраво и правилно да постиме, а да бидеме витки и да си вежбаме, како што кажа претходно, нели спортот е многу важен. Да. За секој од нас спортот и храната и здраво да постиме. Така е, да. Ќе само да трнам оваа крпата тука што е оставена у кадар, ми боде очи. Некој од домакините у кујната не ја трнал кај што треба, како и да е, да те гледам браво. Чисто да ми биде слика, да. Да. Она кое што е добро да го кажеме на самиот почеток, бидејќи ти си нели во, да речеме, екот на твојата нутриционистичка работа или како да наречам кариера, но она кое што е важно во таа работа е секогаш да се дадат соодветни совети на оние кои им треба некаква дополнителна помош во однос со здравата исхрана, насока во која да се држат консултации, особено кога станува збори за здравствени предизвици. Па што има ново на тоа поле, што е она кое што ете и во овој период е конкретно во фокусот на твојата работа, во смисла на сезоната во која што се наоѓаме, но и начинот на кој што ете се функционира, се прави некој мени и план за исхрана и што се препорачува, а можеби што е она кое што се практикува, а не е добро. Да. Значи сега најмногу во овој период поради голем број на настинки, вируси, паднат имунитет, се случува се повеќе да доаѓаат и деца и возрастни, затоа што имунитетот им е паднат, а каде што има паднат имунитет, таму напаѓаат вируси, алергии, секакви бактерии. Исто така има и луѓе кои што и девојчиња и машки, млади брачни пари кои што се борат со неплодност. Тоа е во текот на целата година, меѓутоа овој период некако многу повеќе. Значи они се физички здрави, жените и гинеколошки прегледани здрави и мажот исто така, но ете нешто има што не може да се остварат како родители. Тоа е најчестиот проблем и покрај вирусите и бактериите, значи проблем најмногу кај гојазноста, поготово кај дечињата, да. А гојазноста доведува до појава на дијабет, која што за жал е се почеста од најмала возраст, последниве година-две, за жал, се почесто се млади со гојазност, а гојазноста носи дијабет и носи многу други болести. Се трудиме, се бориме, ние нутриционистите да помогнеме на тие луѓе, секако ако не слушаат, но оние пак кои што слушаат не дослушуваат, си прават нешто, како ова го гледаат како диета, како нешто на брзина, ја за 10 дена ќе ослабам, ќе оздравам и се, не. Тоа е процес кој што треба минимум 6 до 7 недели да се почитува програмата, како што ја кажуваме. Програмата се минува секој втор ден или секоја недела, секојдневно се слушаме телефонски да се консултираме. Значи се дружиме секојдневно, барем 3-4 месеци за да почнеме од некаде и да почне самата клетка да се регенерира, да се возобновува. Потребно е време, не може ништо преку ноќ. Но за жал ете тие има и болести присутни, автоимуни заболувања веќе со години се тие, но за жал и би препорачала на многу млади парови да внимаваат, кој што е на најголемите проблеми е неплодноста. Да. И тоа е нешто кое што е, да речеме, проблем во овој современ свет или современ начин на живот, кој што може да има различни фактори, меѓу другото тука е и исхраната. Рековме денеска го ставаме акцентот на божикните пости. Да. Добро е да се потсетиме, утре стартуваат, сите што ќе постат ќе почнат утре. Сега, како е правилно да се започне, односно подготовката за да се започне за божикниот пост, што е оно кое што треба да го има на ум, ако паднеме во искушение да го
прекинеме постот, или можеби грешките кои што тековно може да се направат во однос на исхраната, бидејќи многу пати можеби во некои примери кога се практикуваат божичните пости може да се накачи некој килограм. Да, точно. Така нели? Да. И како да се одржи нели таа своја нормална посакувана килажа, сепак да се испостува, но и да не го нарушиме здравјето, исто така. Да, и да не сме гладни. Да не биде и од едната или другата крајност, значи да биде како што треба. Да, баш денешниот рецепт може да се прави, да речам, 3 пати во недела со овие прекрасни макарони, сите работи кои што ќе ги ставиме. Накратко да кажам дека ако сакаме да постиме, треба да сме спремни и психички и емотивно на секој начин да сме спремни за да го почнеме од срце постот. Не можам јас да постам со сила, зошто за да ослабам. Или ете така, другарка ми пости и ја ќе постам. Не. Од една страна си е црковна постот, се оди во црква, духовно, си се оди во црква, си кажува молитва, си кажувам сама на себе дека сакам да постам. Јас постам веќе 16-17 години за Великден. Поред? Да, за Великден. За Божик некако не ми дошло од срцето да постам и не сакам со сила да постам, но си кажувам дека постам, си одам дома, купувам све што ми е потребно. Јас си станувам наутро, кога почнува постот, си кажувам молитва, си спремам све што треба и почнувам од срце и од душа да постам, не со сила за нешто. После, ако постам со сила, после доаѓаат тие проблеми, ќе се поправам, ќе јадам се и свашта, досадно ми е, не можам со сила, тоа не е убаво. Значи треба да сме спремни пред се психички, потоа одиме на пазарите, купуваме зеленче, купуваме овошје, си купуваме мешунки, се што е потребно постно, има преубави постни рецепти како во и сега кој што ви го кажам. И едноставни, брзи. Да, едноставни, брзи, да не бидеме гладни, а да вежбаме, да зимнуваме килограми, да бидеме со фул енергија. Не е постот јас да не јадам, да ми падне шеќер, да ми падне имунитет, а можно е во постот да падне имунитет, можно е да качиме килограми, доколку не се консултираме со стручно лице. За да не качиме килограми, потребно да се јаде што повеќе, 70% свежа храна, да се пие многу вода, да се јадат многу салати за време ручек, да се внимава да не се мешат протеини, јаглехидрати, мада сега во постот нели немаме мешање на протеини и јаглехидрати, но сепак и со оваа храна која што ние сега тука ќе ја направиме, може да претераш и може да си задржиш масноти, ако не знаеш како да ја искомбинираш. Да, а како мислиш немаме мешање на протеини и јаглехидрати во постот? Значи, протеини и јаглехидрати се измешав, да, пост е добро. Сакам да кажам, значи да, одредена количина на храна да јадеме секој ден, повеќе пати во денот, помалку. Значи сега не ако постам да изедам 3 чини макарони, а цел ден ништо не сум јадела. Значи идеме прво со овошје, идеме со вода, потоа идеме ручек со салата околу 1-2, може и ужинка претходно да уклучиме и да гледаме после 9 вечер да не јадеме. Значи да не го преоптеретиме организмот со премногу постна храна. И да не јадеме постна храна која што не јадеме мрзна. Точно, да. И да не биде постам сега ќе јадам. И да не се јаде храна со премногу трансмасти, да не се јаде секакви купечки производи, значи да се свртиме за постот, за ние правилно да се прочистиме и да го испочитуваме постот, треба да јадеме повеќе свежа храна. Тоа е духовно прочистување. Од аспект на нутриционизам, едноставно, не за џабе има цела година пости. Значи нешто има зашто се ставени тие пости. За ние сите да се прочистиме, тоа е добро за секој од нас, без разлика од мало до големо. Има и деца кои што велиме детоксицираме и физички и умствено или духовно и едноставно да направиме една како регенерација целокупна за стартот на новата година. И за децата исто е убаво. Да. Да речем тинеџерите од 16-17 години слободно може да постат ако сакат, зашто? И дете да пости на моите деца, на твоите деца, една недела не им даваме со ништо нема да им биде. Да. Ама ќе им даваме да пијат наутро јајца од препелица во функција на лек. По 2-3 јајца од препелица живи. Потоа ќе им даваме да јадат многу овошје, да јадат редовно зелена храна, спанак, блитва, значи да се внесуваат работите кои што има многу железо, кои што има многу витамини. За возрастните да се пие како све наеднаш, да ти кажам, може да ме запамтиш, нели? Да се обидувам, да. Зелена пченица, спирулина, значи алгите, зелената пченица, јајцото препелица, се оние кои што треба секојдневно да се внесуваат во време на постот за да не ни падне имунитетот. Значи, најбаво да се консултираат со нутриционист за све да се запишат, за да почнат полека ако треба ден за ден. Еве, јас сум отворена за ден да се слушаме.
да се мотивираме што треба, што не треба за да не дојде паѓа имунитетот. Затоа што се случува да падне имунитет ако се преглед. А не е посакувано во зима, и особено за празници да ни падне имунитет, па си ги А многу луѓе се плашат. Ако постам ќе ми падне имунитет, да, затоа што не знаеш како да постиш, зашто јадеш све што е со трансмасти, а не јадеш свежа храна. Да. И така може да падне имунитетот ако немаме доволно внес на витамини или потребна балансирана исхрана како велиме. Ќе почнеме со рецептот и уште прашања кои што се соодветни на тоа или ако зборуваме за божикните пости, но рековме, имаме едноставен рецепт макарони, кој каква форма сака, ги преферира. Требаше да се помалечки за да се повкусни. Па добро, да. Беа малени се зголеми, ама добро. Да. Друг пат сега ги изгрешив малце. Секој како ги милува, некои ги сака да бидат помеки, некои потврди и така натака. Да, со ова може да меша. И сега мајонезот. Јас прво што ја прашав Бојка, бидејќи правиме последен рецепт, јас велам имаш мајонез. Тоа не е здраво, нутриционистички. Да, но не е нели мајонез таков каков што го знаеме или индустријски, како и да велиме, оној купечки. Но имаме здрав мајонез. Што значи тоа? Овој мајонез е направен од соја млеко. Добро. Во комбинација со лимунче, маслиново масло, малку сол и сето тоа го ставаме во една чинија и го блендираме со на запасирање, без што го викам јас. Го пасираме убаво и добиваме ваков прекрасен мајонез од соја, кој што може секој од нас да го користи. Поретко мажите, затоа што сојата ја намалува плодноста, но ете за некогаш не е страшно. Да се проба да се направи, едноставно, брзо се прави, а вкусот е прекрасен. Сличен е на... И сенф, извини, заборев. И сенф. Па не знам, не јадам многу купечки, меѓутоа мислам дека ова е подобар. Зашто оние кои што јадат многу купечки сакаат блиску до тој вкус. Да, моите деца го проба и многу им се допадна. Бази дете да му се допадне нешто така, што е рекла чудно на мама, чудните рецепти. Да. И од деца до деца има разлика, но како и да е, важно е да им се понуди нешто кое што можеби ќе го засакаат, зашто не се проба, секој обид вреди. За сите кои што ќе се заинтересираат каков е тој здрав мајонез и ќе сакаат да го направат, количината да ја кажеме, Бојка, само да за одредна количина колку е потребно. Најпросто кажано, една шолја голема за чај. Добро. Ја полниме со маслиново масло. Од таа истата шолја ставаме пола соја млеко. Доволно е. Значи ќе ставам цела шолја, ако ставам 2 шолји зејтин за поголема количина. Добро. Значи јас секогаш од прилика си ставам, пробувам, меѓутоа ова е така, голема шолја зејтин, пола таа шолја соја млеко, маслиново масло најубаво, соја млеко. Потоа ставам лажица сенф, малце солце, лимон, еден цел лимон исцедено и мешам и тоа е превкусно. Сега може тука да се додаде разни зачини, може да додадеме и наут, пример, да ставиме едноставно протеинска салата, која што ќе ни помогне да си го зајакнеме телото, но интересна работа дека освен од соја млеко може да прават индиски ореви, освен мајонез, да ги киснеме во вода преку ноќ, наутро ги блендираме, си ставаме масло, си ставаме зрзаватки кои што си ги сакаме и добиваме исто така здрав и вкусен мајонез. Да. Фамозниот рецепт што ни го кажа твојата мајка Цвета Динева и минатата сезона или како и да беше, кога се фасциниравме првенствено мислевме по вкусот и по мирисот дека е вистински, односно. Да, тој индиските ореви повкусен е од овој, меѓутоа правевме руска салата, познатата руска салата која што имаме речиси на секоја новогодишна или божикна трпеза, практично во зимскиот период, нели? И навистина одлична алтернатива да направиме на здрава руска салата и да го направиме тој мајонез. Да, истото и од наут можеш, готов наут да си купиш, водата од наутот, која што ќе си ја искористиме во правењето на мајонезот, се вика аквафаба. Аквафаба, односно вода течност полна со протеини. Од наутот. Од наутот. Наутот и протеин и водата аквафаба која што од неја може да се направи мајонез. Или си купуваме сиров наут, си го вариме и таа вода каде што е варен, тоа е таа аквафаба која што може да се искористи да се направи мајонез. Значи има разни варијанти на прекрасни, здрави, прелеви, мајонези за постот, едноставно да уживаме. Ова како што го гледам, мене ми иде многу мерак. И сега заврши што треба да ставам. Еве, може да си ставиме, јас семки сончоглед. Ми дојде желба да си ставам. Добро. А можеме по избор, така, од тиква или... Семки тиква, да, можеме, маслинчиња. Не, тоа е за декорација, да ставиме уште малце мајонез. Да ги сецнеме маслинките или вака? Па као за декорација или може да ги сецнеме, кој како му е убаво. Да си најдам работа. Да не бидеш без работа. Додека си правиме мојбет. Значи овај за гости, за слави, петок, сабота не дојдат гости, еве, ова е брзо нешто што може да го направите да се декорира. Ќе си го ставим можеме мали чиничиња за да биде вкусно. Еве го и сиренце
веганско, си го ставаме за декорација. Ова може да биде вид на руска салата, да ти кажам. Па да, освен макароните кои што ги имаме, некои практикуваат и интегрални, нели? Макарони, тестенини. Безглутенски се најубаво. Или безглутенски, да го избегнуваме глутенот најубаво ќе биде за секој од нас пар одреден период. Убаво е да се следат и месечевите мени, месечева диета. Јас лично сум пробала да држам и стварно е убаво. Едноставно само вода внесувам цел ден, од 1,5 попладнето до сега беше минатиот месец, до 1,5 до другиот ден. Само на вода. Верувај, Ивана, јас се чувствував преубаво. Од 1,5 попладнето до другиот ден, 24 часа? Да. Само вода, енергија фул. Лажам, украдав една парче јаболка. Од старов само. Инаку, многу добро се чувствав, многу енергија имав. Празнењето беше одлично. После ме болеше малце глава, најверојатно ради детоксот кој што го направив. Убаво е тоа, по месец 2 до 3 пати да се прави, да се следи кога е полна месечина, кога е четврт месечина. Тогаш влијанието е многу подруго врз нашата тело и многу полесно можеме тој ден да го издржиме. Значи има варијанти, на чисте има телото, дали е посто, дали е теденови, само на овоше ќе ставам, само на салати ќе ставам. Да си правиме нас како ни убаво, ама да не го правиме тоа со сила. Значи едноставно да уживаме во тоа што го правиме за своето здравје. Да вежбаме редовно, да пешачиме редовно, да спиеме редовно, многу е битен биоритамот. Дали ќе ни биде во ред, она доцна излегување на младите, наутро враќање, да, стави може. Тоа враќање наутро, значи да се сведе на минимум затоа што нарушен биоритам, ние ако не сме наспани во текот на што и да правиме, не може да добиеме резултат. Ние имаме истата функционалност како кога сме наспани, да не зборуваме за сонот кој што е секогаш важен првенствено и за имунитетот и за се останато, заради тоа што ако имаме доволно сон, организмот не бара повеќе храна и од тука повторно одиме кон накачување на килограмите и така натака, но многумина ќе речете па сега јас немам можности сето тоа да ми биде во совршен баланс. Значи, некогаш имам поголем апетит, некогаш имам помал апетит, некогаш имам време повеќе да поспием, некогаш не. И тука се случува тој дисбаланс кој што може да не донесе да не одведе до некаков резултат. Дали ќе биде накачување на килограмите, дали ќе биде намалување на имунитетот и слично, но се додека е тоа моментално, привремено, периодично и ја знаеме причината, тогаш ќе можеме да ја, како велиме, лекуваме последицата, но секогаш треба да имаме на ум. Превенцијата е особено важна. Така и кога зборуваме за постите кои што ни предстојат, велат храни се постно, нормално не внесуваме мрсна храна, но не мисли и лоши мисли и затоа е нели таа најбитниот момент целина кога зборуваме за тоа како и на кој начин треба на вистина да го исчистиме нашиот организам и целокупно се од токсини, духовно, физички. И тоа е всушност и пораката која што испраќаме за оние кои што ќе ги стартуваат утре божикните пости. Сите овие работи кои што ги спомена, советите, сето тоа е добре дојдено и тоа да го имаат на ум, како велиме, од срце да се стапи кон божикниот пост. Точно. И да се верува во благодата која што тој ни ја дава или едно исцелување на различно ниво и едноставно уживање во денеска имаме навистина голем избор и воопшто не е тешко да кажам да се баш напротив за сите ќе биде убаво да почнат да постат до Божик се постите, но меѓутоа може да се испости недела, 2 недели, 3 недели. Многу битно да се испости телото затоа што се повеќе за жал се луѓето нервозни, гледам ни сообраќај секој ден гужва. Зашто се толку нервозни? Затоа што едат преголема храна која што предизвикува стрес. Се јаде премногу месни производи. Се јаде премногу термички вработена храна, премногу заситени трансмасти се внесуваат, не се внесува свежа храна. Затоа кога ќе видиш низ улица вика, се нервира. Не се храни здраво, може би смешно некој ќе звучи ова, но не внесува нешто што го смирува телото, го внесува агресивна храна, храна која што нема ензими, нема живот, не ти дава енергија. Цел ден ти да си на јаболки, па ти ќе леташ. А ако си усобраги 5 сати дали чекаш ред во банка, нервозна, не си нервозна, смирена си. Затоа сите ги замолувам, препорачувам да испостат барем недела 2 и еден ден во неделата да си стават ден на овошје и салати. Нема да се гладни. Ете ова нека биде предлог ужинка. Да. Ужинка за на работа, затоа што сега нели сите имаат ужинка околу 12-13 часот, нека и оброк, нека и вечера пред 8 часот, но има здрави варијанти како да се јаде.
дајте луѓе здраво да се храниме малце, да се смириме и психички, емотивно и да ја намалиме гојазноста кај децата и дијабетот и неплодноста и сите болести кои што за жал сме преокупирани све со само негативно, само нервози, да јадеме здраво, да јадеме повеќе на пазари. Да, и а имаме пазари. Да, имаме и пазари, имаме и разновидност и избор да се едноставно из пазари сето тоа кое што треба. А кога зборуваме за младите, навиките кои што ние им ги пренесуваме или им ги создаваме, се особено важни како понатаму ќе се одвива исхраната или што е оно што ќе преферираат, кој ќе бараат вкус. Секое дете се разбира од мали нозе е по, да речеме, ориентирано кон благи работи или можеби кон оно кое што велиме е не толку здраво и влијае на покачување на килажата, но и на здравието, но затоа ние сме тие кои што треба да бидеме одговорни за тоа како и на кој начин ќе биде изборот. Ете и тоа меѓу другото ќе биде нашата порака денеска. Кон крајот само би те прашала што е ново на твојот работен план, оно што ми спомна е дека не работиш само во главниот град, поточно одиш и во останатите градови или конкретно во Куманово. Да. Кумановци, не го знам дијалектот, инаку ќе ми се обратив. Доаѓам 2 пати во месецот ќе доаѓам во Куманово. Кој сака за консултација, нека се јави, да се видиме, да се дружиме, да им бидам. Многу е побаво кога ти ќе отидеш докај таа личност, кога она дојде кај тебе, многу нејзе е полесно и ради гужвата, ради обврските. Затоа Куманово го чувствувам како свој град, затоа што ни е многу блиску, своји луѓе. Прв пат одам во Куманово сама. Порано одев со мојата мајка, но ете сега сама се надевам дека ќе имам поддршка, дека ќе помогнам, пред се радувам со мојата работа да помогнам на луѓето. Пари на секого му треба нормално. А јас сакам да помогнам на луѓето, да има успешни приказни, како што имав последна успешна вест минатата недела. Мора да се пофалам на моја членка остана бремена и пресреќна е, вика, јас знам дека од исхраната ти благодарам, не треба ништо подарок. Ти чувај се. Сведоци сме на такви примери и претходно. Да, чувај се и сега пази да не се пуштиш. Да. Значи, дојдете да се дружиме и да си го средиме целосно здравието. Така и да ги почитуваме ониете совети и препораки, кои меѓу другото и денес ги дадовме со овој едноставен рецепт. Рековме макарони помешани со здрав мајонез, си го кажавме рецептот. За оние кои што можеби тоа го пропуштија, ќе може да го погледнат на нашата YouTube страна Утренска на Тилма, каде што ги имаме, се разбира, и останатите многубројни рецепти, ако сакате да си формирате едно ново или свежо мени, освежено. Значи макароните за здравиот мајонез, потоа имаме растително сирење, веганско, така, посоодветно, веганско. Маслинки кои што ги додадовме, кисели краставички и можеме да го зачиниме со сол, имаме златна мешавина, акалска мешавина. Златна мешавина, ете тоа исто. Најубавото. И добивме една одлична мешавина целокупно, која што еве вака јас ќе направам за да се види и овој нели горен дел кој што така некако го декориравме, но и да се видат и различните бои, а со тоа и различните вкусови. Ќе ставиме сол, ќе ставиме можеби и копар или малку биберче, како сачини си сака, како си милува така. Кој што сака и кој преферира. А и семки од сончоглета може да биде изборот ваш, какви семки ќе сакате да додадете. Ете, тоа е нашиот рецепт денеска. Бојка, ти благодарам. Ти посакувам успех. Веројатно кон крајот на годината се привршуваат овие сите останати обврски или планови за оваа година, но од новата 2026, како велиме, со нова сила, нова енергија, стапуваме кон нови предизвици. Како се издишав? Визија. Ми дојде убаво чувство дека ќе биде убава новата година. За сите нас. Така, и ти посакувам, ти благодарам, ќе се видиме и во новата година. Верувам. Сега може да јадеме. Да, сега може да се и ние да се освежиме малку со оваа постна салата, која што како вели Бојка може да биде ужина за многумина. За многумина сега е можеби и доручек, но како и да. Имате можност да си го направите вашиот оброк, да биде здрав и да уживате. Доколку стартувате со божигните пости утре, нека ви се со среќа и се разбира, почитувајте ги оние правила кои што постојат во постот. И покрај тоа што се храниме здраво или ги практикуваме пустите, да мислиме позитивно, а не негативно. Бојка, се гледаме, а ние продолжуваме со уште една информација, поточно тема која што ќе ни ја реализира нашата Марија.